Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам на едно мистично, древно, енергетско место во близината на Велес, наречено Црн камен. Ова место има многу легенди за ова место. Една од легендите за ова место, како тоа добило лековита енергија, е тоа дека на ова место били убиени голем број на богомили, односно група на богомили, затоа што некаде во 14-15 век сите богомили биле забранети и секој што зборувал на богомилски јазик бил осуден на смрт. Така на ова место имало голема група на монаси, македонци, богомили, кои што биле заклани тука и биле оставени над местото горе во Карпите. И самата енергија, самата природа, знаејќи ги тие луѓе затоа што тука живееле, таа пробала да ги излечи, односно да ги оживее, меѓутоа таа не успеала во тоа, тие умреле, починале тука на ова место, нивната крв се разлеала по карпите и самите карпи поцрнеле од тага за тие богомили или луѓе кои што живееле тука. Самата природа не можејќи да ги оживее и излечи богомилите кои што биле заклани на ова место, таа чувствувајќи на некој начин некоја кривица, се решил од тога секој човек што ќе дојде на тоа место, она да проба да му помогне. Значи, овие карпи, оваа природа, овој елементал кој што го има тука, помага на луѓето, сакајќи да надокнади за таа загуба која што се случила пред 500 години. И така на ова место многу луѓе наоѓаат лек, наоѓаат утеха, наоѓаат мир и наоѓаат можеби и љубов од самата природа. Сега ќе однесам на тоа место, за тоа сведочат бројни случаи на луѓе кои што се излечиле тука, највеќе доаѓаат и имаат помош луѓе или парови кои што не може да зачнат деца. По ова место им помага во тоа. И така, доколку сакате да осетите духовен мир, да се поврзете со природата, вие може да го посетите ова место. Се наоѓа на 3 километри од Велес, после манастирот Свети Димитрија, десно има патче и има знак Кара камен, односно Црн камен. Посетете го, сега ќе воднесам и до самите карпи да ги видите. Сега е есен, нема вода, меѓутоа напролет тука тече и голем водопад, кој што го нарекуваат и магичен водопад, односно водопадот кој што ги препознава луѓето какви се. Ајде, ве носам сега на местото, до карпите да го видите и самите. Сега се доближуваме на кај карпите, како што гледате на дрвијата, луѓето ставаат најразлични мајци, ги врзуваат, си посекуваат нешто од овој елементал, од оваа природа, си зимаат камен и за среќа на голем број на луѓе оваа природа или ова место Црн камен има помогнато. Тука под овие карпи напролет тече и водопад и се верува дека доколку застанете под водопадот и тој ве натопи, тогаш вие не сте грешни, но доколку избега водата од вас, тогаш вие сте грешни. Тоа е нешто што е многу интересно. Иначе тука во близина на Црн камен е манастирот Свети Димитрија и црквата која што е била 500 години закопана и на која што постојат фрески од старото време и можеби од вонземјани. Сега ќе воднесам да ја покажам и таа црква. Ова е црквата која што се наоѓа во манастирот Свети Димитрија во близина на Црн камен. Ова е црквата која што била 500 години закопана во земја, тука бил еден обичен рит, се додека еден велешенец кој што работел во блиската воденица не му се сонило дека тука има црква, алармирал и заедно со помош на војската и на луѓето ја откопале оваа црква во 1855 година и до ден денеска стои оваа црква. Интересно за оваа црква е што има уште фрески од старото време, што сега ќе ви ги покажам. Ова се фреските кои што се внатре.
Ова е црква која што било 500 години закопана во земја. И јас овие фрески или овие цртежи ме фасцинираат. Тоа се некои луѓе, некои суштества кои што јаваат на риби, на некои чудни животни кои што на некој начин јадат луѓе. Самите фрески, самата црква се фасцинантни, а мене ми се многу интересни и затоа ви ја представив и оваа црква, затоа што се наоѓа во близината на Црн камен. Интересното за оваа црква е што таа, како што кажав, 500 години била закопана и можеме да видиме фрески од старото време, каде што не можеме да ги видиме на никое друго место. И доколку го посетите Црн камен, тогаш обавезно посетете и оваа црква во манастирот Свети Димитрија. Тоа е краткото видео за Каракамен. Ви благодарам што бевте со мене. Уште едно видео. Ви посакувам секое добро и се гледаме низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро.